како се движи, како се развива и зашо е таа техника. Значи има книги, прочитајте, нека не ви продаваат глупи работи и да одете и да фрлате пари и да мислите дека сте исцелители. Им го губите времето на другите луѓе. Не само времето, и животот им го губите. Hello, еве сум пак. Ми текна уште една глупост за рейки, енергијата. Видите, денешно време се продаваат многу термини, посебно затоа што во Република Македонија луѓето не се спиритуално едуцирани. Не само што не се образовно едуцирани, а камоли па спиритуално едуцирани. Видите, спиритуализмот, како што реков во првото видео, таму се представив, натаму само ќе продолжам да зборам. Спиритуализмот е изам. Тоа значи дека е филозофски правец. Значи нема никаква врска со религија, туку има врска со начин на расудување, размислување, критичко мислење, здраворазумно оценување за нешто дали држи логика, дали држи вода или не. Бидејќи нема спиритуална едукација во Република Македонија, затоа и пред 5 години ја направив школата, каде што имам успешни 4 генерации и други убави здруженија, убаво семејство на мои ученици и на луѓе кои едноставно сакаат да го разберат спиритуализмот како изам, како филозофски правец, како наука, како метафизика. Нешто што сакам да го објаснам е рейки енергијата. За да не биде дека нема, знам дека македонците не читат книги, да се разбереме. Значи никој не купува книги на Амазон. Тоа е многу ретко, а нема преведена литература за рейки, освен ако не седнам јас да ја преведам или некој спиритуалист. И пред да заборавам, само спиритуалист, особа која повеќе од 10 години изучува спиритуализам, окултизам, алхемија, езотерија, ексотерија, филозофски расправи, особа која е запознаена со филозофија, логика, значи особа која знае терминолошки, епистемолошки, онтолошко расудување на она што го чита, да знае да разликува што е душа, што е дух, што е спирит, што е тело. Само спиритуалист, обучен, едуциран спиритуалист може да преведува спиритуални книги, да се разбереме. Не може секој да преведува дали Блаватска или книги за рейки или филозофија. Само филозоф може да преведува филозофија. Само економист може да се снајде во економски термини. Само адвокат може да преведува адвокатски книги. Само некој што изучува Јунг може да преведува книги напишани од Јунг. Значи не може секој што завршил англиски или германски или било кој јазик да седне и да преведува стручна литература. Не може секој да преведува гешталт психотерапија, мора да е гешталтист. Затоа, пред да се бавите со нешто или пред да идете кај некого, посебно со спиритуална енергетска практика или алтернативна медицина, прочитајте што тоа значи, онака блеете по Facebook или по TikTok или по Instagram, уклучите Google, уклучите Википедија. Дефиниција најдете. Многу стварно е глупаво да отидеш некаде, а немаш појма шо е. Да, очекуваш да ти кажат таму, ама никој не кажува, пошто и они немат појма шо е. Имаме семинари во Република Македонија, у Скопје, не знам, било каде учебници не даваат. Книги не читат. И затоа викат одам на рейки. Или ја имам рейки, инициран сум у рейки. Или глупост, рейки, не знам,
колку бројки 1, 1, 2, 2 или 8, 8 или надградено рики, upgraded рики. Мислам, поголема небулоза од тоа здравје. Права работа. Самиот збор реики, ако некој уопште дури се дрзне да ги провери канџите, тоа е идеограмот за реики, како Усуи сенсеј го нацртал, пошто неговата техника се вика Усуи рики риохо. Значи, Усуи рики риохо. Тоа значи метод на канализирање на реики енергија на Усуиев начин. Убаво прочитајте си на дипломите што ви пишува. За сите тие што сте зеле сертификати. Кога и да прашам некој што сертификати има, сите се мастери, ама кога да ги прашам за која техника е мастер или кој модалитет на реики е мастер, немат поима. И сите викат тоа од Микао. Значи не е чоколадо тоа, не е ни доктор Микао. Значи Усуи сенсеј, учител, он е учител. И неговата техника е техника на телесно и умствено исцеление со реики метода. Шин кајзен Усуи рики риохо. Самиот наслов си кажува дека тоа е метода на исцеление со реики енергија по Усуиев начин за тело и за ум. Точка. Никаде не вика дека ќе ти стане убавко, дека се масира со тоа, дека ќе, не знам, сите демони ќе излезат од тебе, дека сега целиот свет ќе биде убав, дека ќе се просветлиш. Си стои и таа техника е направена како техника, како организирана форма после канто-земјотресот. Во 1923 година во Јапонија, бидејќи Јапонија е островска земја, после земјотресот се појавило огромен канто, на јапонски значи голем. Значи се појавило пожар и тогаш луѓето немале во Токио, луѓето немале пристап ниту до болници, ниту до фармации, ниту до никаква помош. И Усуи сенсеј излегува на улица заедно со 8 негови ученици за да исцелуват. 6 месеци луѓето исцелуват. И затоа, бидејќи он тогаш не можел сам, до тогаш не му треба и систем, он бил просветлен човек. Доволно е да бидеш на едно место со просветлена особа и да го ја примеш светлината. Он не ги благословувал луѓето, он им држал предавања, ги учел како да бидат попаметни тука и сега. Кјо да кева. Значи тука и сега, само за денес. Тоа е неговата девиза. Како ви реков во прошлото видео, просветление кога ќе умреш, само за денес треба да бидеш добар човек, за да можеш да се просветлиш после смртта, ако сакаш да идеш на светлата страна. И Усуи сенсеј, кога се просветлил, на поклон добил способност за исцеление. И таа способност за исцеление, со таа енергија која му дошла, веќе постои зборот реики во јапонскиот речник до тогаш. Усуи сенсеј не ја измислил реики, енергијата постои. Господин Лубек, историчарите, значи Арџава, Лубек, се и сега и Силке Климан и Аманда, значи има многу добри историчари, што повеќе од 40 години, значи истражуваат што све Усуи сенсеј правел и организацијата Гакаито, институтот како се движи, како се развива и зашо е таа техника. Значи има книги, прочитајте, нека не ви продаваат глупи работи и да одете да фрлате пари и да мислите дека сте исцелители. Им го губите времето на другите луѓе. Не само времето, и животот им го губите. Само затоа што не земете, не седнете да се едуцирате. Значи, Усуи сенсеј сотворил техника за да можат учениците после него да знаат како да исцелат две работи.
тело и ум. Толку е. Во јапонскиот систем, таму каде што потекнува Усуи сенсеј, они се веќе спиритуалисти. Шинтоизмот е филозофија таму. На нив не им треба некој да им објасни дека сите ние сме создадени од спирит. Они веќе тоа го знаат. Затоа не е спиритуална енергетска техника кај нив, туку е техника за исцеление на ум и тело преку реики енергија, која веќе постои во шинтоизмот, веќе постои. Тоа е енергијата на седмото небо. Според јапонскиот систем на класификација постојат 7 енергии, што многу убаво објаснувам во мојата книга. И во сите нивни книги е убаво објаснато, само некој треба да купи книга. И таа енергија веќе постои, таа е божествена енергија, не е Божја, туку е божествена. Тоа значи дека и сам Бог, и сами Елохим, или наречи го како сакаш, се сотворени од таа енергија. Тоа е нивната есенција. Значи, ако било кој Господ да го имате, или топка, или универзум ви е светол, светлината, една од енергиите на светлината, на универзумските енергии, е реики енергијата. Според шинтоистичкиот систем на верување, тоа е енергијата од која сме сите ние создадени, вклучувајќи ги нивните буди и бодисатви и деви, според нивната митологија. И ако во Македонија, пошто христијанството е основна религија, ако машкиот Господ им е совршен и нема поголемо од Господ, и ако тоа е божествена енергија од која и сам Бог е создаден, која будала може да измисли нешто што е надградено реики? Кој жив човек може да си даде на себе си толкава моќ за да надгради нешто што веќе е перфектно, па уште да ви го продава? Дај малку размислете дали држи вода тоа кај што одете. Реики е реики. Тоа е термин. Така се вика енергија што доаѓа од седмото небо, од која е создадено се во селестинските ралми. Во рајот, кажи го како сакаш. Значи, Елохим, Господ се создадени од таа енергија. Тоа е сршта на целиот наш универзум, барем на светлата страна. Не постои човек, жена, маж, што може тоа да го апдейтира, или да го апгрейдира, или да му даде бројка. Не постои реики 888999150. Не е тоа пар патики. Не расте, не се смалува. Реики е последна, the ultimate energy. Тоа е највисоката возможна фреквенција од која сме ние создадени, бидејќи само тоа од која сме создадени може да не исцели. Не бидете овци, не наседнувајте на глупи работи, вклучете си го критичкото размислување. Размислете. Постојат модалитети, да. Меѓутоа, ниту еден учител кој е доволно понизен не би додал епитет или придавка на самата реики енергија. Ниту еден учител што знае историјат, што знае од каде потекнува, дури и да е егоист, дури и да тоа го прави за пари, не се дрзнал да стави епитет, освен балканци и македонци. Само ние имаме некакви врсти на реики. Не постои друго реики, епитети, придавки. Реики си е реики. Другото е све, како да рекле, плава вода, водена вода, вода во мраз, вода во шолја кафе. Вода си е вода. Нема земјена вода, сончева вода. Има вода.
Рики енергија е вода. Тоа е животна енергија. Нема апгрейдирање на животната енергија. Или си жив, или не си жив. Точка. Е животна енергија. Видете, вистината е многу едноставна. Внимавајте од луѓе со епитети, вратоврски, наметки, шарада, маскембал, церемонии, ритуали, маркетинг. Само понизен исцелител и исцелител. Тој што знае работи и има клиенти. Реклами во спиритуален свет значат нешто друго.